Ве молам на кратко на македонски за да можеме да разбереме и тие што не зборуваат албански. Министерката за образование Весна Јаневска со јавна реакција до новинарите албанци и тетовски од градоначалника Сами, кои водеа конверзација првично само на албански јазик. Се работи за заедничка изјава на Јаневска и Касами по повод вчерашниот настан во Тетово, посветен на образованието. Ако може да молам и на македонски. Да молам има наставници. Простите, градоначалник, ви молам накратко само за да разбереме и ние што не знаеме добро албански. Zotë Kasami, a mund bëhet pjesë e qeverisë? Накратко кажете ни само зашто зборувате. Молам. Да завршам на албански и ќе кажам за се на македонски. Касами на настанот, откако прво искомуницирал на албански, дал изјава и на македонски. Но наспроти реакцијата на министерката која побара превод согласно уставот, коалициската вреди денеска со сосема поинаква теза. Велат министерката требала да разбере албански. Во едно демократско и мултиетничко општество, кога дури и странски дипломати кои престојуваат во нашата земја 2 или 3 години, учат неколку зборови на албански да бидеш министер, па дури министер за образование, а да не знаат ниту еден збор од јазикот на сограѓаните албанци да реагираат на употребата на албанскиот јазик. Ова е тешко да се преведе во услови на коегзистенција, граѓанство и почитување на другите во едно мултијазично општество. Реагираат од вреди, коментирајќи дека непознавањето на албанскиот јазик не треба да води до фрустрација. Не е прв пат коалициските партнери да имаат меѓусебни реакции токму поради тоа што функционери на вреди се обраќаат само на албански јазик или пак одбиваат да говорат или да одговорат на македонски. Неголеми реакции имаше поради однесувањето на директорот на инспекторатот за употреба на јазиците Арсим Идризи, кој одбиваше да зборува на македонски. Летово да се обрати на македонски во неколку наврати. Одби пратеникот Беким Ќоку. И двајцата функционери тогаш добија јавна опомена од премиерот Мицкоски. Директорот Идризи доби најава дека ако уште еднаш не го почитува службениот македонски јазик во јавни обраќања, ќе биде и разрешен. Катерина Нешкова, Сител телевизија.